Па досека на два наврата имам искористено во 2013 година. Увезовме 32 висококвалитетни грла од сортата Симентал. Во наредната година 2014 уште 34 грла од сортата Хонштейн. Подобри резултати покажа Сименталот, иако приносот на млеко е помал, но многу се поприлагодливи и полесни за одржување. Хонштейнот е многу по-специфичен. Сименталот е фактички овие од левата страна, Хонштейнот од десна. Хонштейнот е многу по-специфичен, поеосетлив на сите промени, на прилагодувањето, бара многу по-селектирана храна, многу по-квалитетна храна, иако неговото издашност е некаде над 30 литра по едно грло, додека за Сименталот е некаде просекот се движи над 25 литра по едно грло. Така, кои се разликите од старите сорти кои што се произведувале, кои што се произведувале некогаш и сега? Значи, кој е предносот на нови? Па самата количина на млеко која ја добиваме, фактички укажува 25 литри по грло добиток, порано беше мислена именка. Просекот беше измеѓу 5 и 10 литара максимум со изузетно добро одгледување и чување, додека овдека доаѓа во принцип као еден шаблон кој доколку ги спазите сите други услови, онда го имате и квалитетот. Добивате квалитетно млеко, добивате навремено млеко. Ние во моментот имаме продукција повеќе од 1 тон дневно. Од тоа дел од нашите имаме 70 фактички крави, од кои 45 се мозни, другите се стелни. Имаме некаде околу 20 јуници, имаме над 40 телиња, од кои машкиот дел се продава за оплеменување во регионот, а додека женските се уште ги задржуваме за проширување на самата фарма. Така, планирате ли да искористите уште еден дел од мерката, бидејќи сега веќе е подобрена? Па со новите услови што беа кажани, до сега немавме намера искрено да кажам, али со овие услови 80-20 у секој случај планираме дополнителна набавки, зголемување на стадото, а мислам дека тоа е и добра мерка не само за поединечните фармери, неко и за секој поединечен земјоделец, jer веќе односот на средствата е изузетно поволен, единствено да се направи напори да се поедноставнат барањата и условите кои ги исполнуваат, бидејќи за фирма и не е така тешко, бидејќи сме и екипирани и можеме да го сториме тоа, али и секој поединечен земјоделец ипак е малку напорно да ги оствари сите предуслови за да ја искористи мерка. Во секој случај предност е негово. Апсолутно, ова е изузетна предност, jer сами знаете, во овие услови пред скоро неполни 2 месеца беше болеста чвореста кожа, на овој регион однесе многу добиток. Кај нас за среќа поради добрите услови што ги имаме поставено и заштитата што ги имаме, немаше појава на таква работа. Но во секој случај добар дел од индивидуалните земјоделци страдаа. Ова дава можност, претпоставувам и за нив, да го обноват сточниот фонд, бидејќи во обратен случај ќе се соочиме со недостаток на млекот на самиот терен.